Quo vadis? Драги мои пријатели и пријателки, денеска е денот кога во Македонија се гласа и не е само гласање. Гласање е нормална работа, секој пар години имаме локални, имаме на 4 години, ама секој 2 години ни доаѓа по некакво гласање, но овие ни се важни затоа што првпат чувствуваме дека имаме контрола над ситуацијата, дека ова веќе не е наметната, изфорсирана и исценирана власт како што беше до сега, благодарејќи на фондации, благодарејќи на се. И што да ви кажам, чемерот во душата ми е што не успеавме ние сами за овие 8 години оваа криминогена власт да ја смениме, туку мораше да се случат драматични промени во светот, како што е Иран, Блискиот исток, поточно израелско-палестинскиот конфликт, Украина, за да светот и организациите веќе не можат да фрлаат пари за овие шарени кловнови кои ги имавме по улица, кои сега никаде ги нема кога се случуваат сите овие неправди. И мене ми е негодатно сега да ги повторувам again and again сите оние идиотштини и дебилштини што ни се испослучија. Но, знаеш како, кога ќе го видам народов, што сака, што слуша, што гледа, што го интересира, ние добро сме заслужиле да имаме ваква власт и ова да ни го прават. Ги слушам моиве ретардирани колеги, тоа е не сум јас, напротив, јас сум коментатор, некаков забавувач. Ги слушам кое дно отишле. Дори не е да се нешто ни купени, па да, знаеш, оти ги респектирам, сваќаш. Се послал за таа партија, за оваа организација, си одработува у нивно име, спонзор му е овој и окей, го разбирам. Ова ничим изазвани, едноставно да игнорира било што. Знаете што мислам? Дека оние што прават зло во оваа земја се виновни, нели? Но оние кои го толерираат ова, иста толкава вина носат. И ги гледам, седнала кокошките, вие како сте? Еве добро, и што ќе ни кажете? Ама стално ли мора некој да дојде да каже, имаш ли бе ти свое мислење, бе? Имаш ли бе ти свој став? Што ти се случува на улица? Каков ти е животот, бе? Мизерио една. Македонецот повеќе сака сеир, одошто правда и подобар живот за себе и своите Не, дај ми у моментот ракија и дај ми некое јадење, бурек, нешто ваму или таму. Драги мои, ситуацијата е далеку од завршена меѓународно, драматиката е се поголема, како затоплува, така и напнатоста ќе се зголемува и на Блискиот исток и после се ова што се случи со Израел и Иран. Секако палестинскиот конфликт со Хезболах тој нема да престане. Маца? Чекај, ела маца. Еве да ја видите мојата. Еве, ова е Мина. Леле, успеа Мино и ти у подкаст да влезеш. Дојде да ме провери што правам кога снимам. Мина е мојата. Стара е оваа, 5-6 години. Чао. Качи се горе, таман у кадар ќе бидеш. Дзе? Ајде, Мина. Толку и беше, толку е вниманието. И мачка и жена исто е. Шо правиш да те видам? Шо прави? Ела, душо, зла... И толку. Шега на страна, ете, намерно го оставив малку ова. Денов е прекрасен, после овој студен бран кој го имавме 30 степени. Лудо време, луди случувања, луд народ. И искрено да ви кажам, ја па се радувам на се во ово, затоа што кога има екстреми, има некаква промена. Знаеш, ние 8 години бевме затупени во она шарена корона, вакцинаторска, невакцинаторска, со некои маргинални работи се занимававме додека животот ни идеше deterioration. И знаете што? Ништо не е завршено, ситуацијата е драматична и до толку е драматична да дури мислам дека Соединетите Американски држави, поточно оваа власт која е сега, дека ќе предизвика голем конфликт затоа што
потполно губи на сите полиња. Еден Доналд Трамп, кој, искрено да ви кажам, и јас би имал проблеми со таков човек. Премногу ми е агресивен и така натаму. Ама брка работа, завршува работа. Како ти кажам? Не би сакал да работам за него, но мислам дека Доналд Трамп и тоа како може би го препорачал у било која фирма, у било која компанија да заврши работа, да направи тоа што треба да направи, тоа треба да биде. Остај тоа, ја го знам со децении наназад и викам, добро бе, со ваква агресивност се работи, тој испадна дека стварно треба малце народов како стока да го тераш, затоа што она што е правилно има јасна визија како треба да се наредат работите. Зборам економија, зборам граници, зборам сигурност, безбедност, тоа се најбитните работи за нас. Ние нешто филозофираме, 5G, харпови, рамнали, била земја, тоа ли ни го прави животот? И така да, вакви политичари, менаджери како Доналд Трамп се добар пример дека токму вакво нешто ни треба. Од друга страна, Трамп ке беше смешна приказна, сам, Зоро, Робин Худ, да не се приклучеше и еден Елон Маск, кој фрли 30-40 милиарди долари само за една работа. Да го купи Твитер, кој сега се вика X, за да ја зачува слободата на говор. Драги мои, фашизам станува у оној момент кога се губи слободата на говор. Во светот во овој момент се раѓа нов фашизам. Фашизмот прво по едно ќе го препознаеш, антисемитизмот. И има добри причини зошто се антисемитисти против Израел и така натаму. Само да ви кажам, без да фаќам страна, Палестина или Израел, Арапи или евреи, истите оправдувања беа и во нацистичка Германија 30-тите години. Па до што доведе? Значи, кој не се сеќава на историјата, ќе му се повтори како фарса. За да се спречи Доналд Трамп да се врати повторно на власт во Белата соба, каде што најавува радикални промени, прво вика јоктур пари за Украина. Додуше, ке имате, ама знаеш како? Не ви фрламе пари. Ке ви позајмуваме. Ке ги враќате. После да те видам, води војна. Трета работа, бев нападнат во моментот, значи, у овој момент на Доналд Трамп, врз Доналд Трамп се врши голема тортура, го судат за криминал. Дали знаете што е криминалот врз Доналд Трамп? Ке ми простите, морам многу едноставно, за да, тоа се неколку вулгарни зборови ке ги употребам, за да биде многу кратко, неќам да навлегувам во подолга експликација, затоа неколку вулгарни збора кои многу јасно ќе ви опишат ситуацијата. Него го судат затоа што на некоја курва и платил да ќути. Значи, бил со некоја проститутка, правел што правел, таа рекла ке јадам бурек за тебе, шо си правел ово, она, ваму и таму, како ужути гачици и спидоси се шетал, ово, она, вика ти, немој да јадеш, колку бараш, толку, му платила. Ама, намештајката, очигледно дека била наместена таква, а овој си е промискуитетен, мераклија за мевце, сега тоа го користи, му ги земала парите, сега глуми жртва, типично шарено со расписко суштество, кое уствари треба да се заврши голема работа и за себе, но и за партијата. И сега тоа е нонсенс. Што има врска, што сум дупел јас и што сум и кому сум платил и зошто сум платил? Why not? Но, сега мора да му се скине чаламот, за да публиката, за да, кога ќе дојде време на гласање, што помалку луѓе гласаат за Доналд Трамп. Но и тоа не му ја намалува популарноста, а според уставот на Соединетите Американски држави, он ќе му биде дозволено да биде председател на Соединетите Американски држави, бидејќи не можеш да го осудиш ти за ова. Ти можеш само чаламо да го земеш. Јас со кого сум легнал и кого сум платил не е нелегален чин.
И дури и да сум платил некого да замолкне, затоа што нема врска со политиката, безбедноста, ниту она што јас како политичар. Па вие го славите, драги мои левичари од Соединетите Американски држави, Бил Клинтон, кој додека збори у овална соба, Моника од оздола го шмука како поскок на крава кој ќе се закачи на виме. Па не ми кажувајте за перверзијата, овие биле вакви, овие такви. Мене што ми е битно, дали тој човек има желба да го стисне црвеното копче и да прави булшит во светот? Не. Он е од оние кој вика, јас сакам бизнис, за да ми расте бизнисот и мене и тебе и на сите да имаме подобра живеачка, треба мир. Бидејќи во мир луѓето трошат пари на коли, на мобилни, на станови, на 300 си лепе материне, али не трошат на оружје. И сега конфликтот помеѓу сите оние кои едните ќе трошат пари на оружје и оние кои сакаат роба за широка потрошувачка е нонсенс. А пазарот не сака поделби, не сака исток, не сака запад, но оној што е неспособен, нему му треба приказна да направи дека за да обстане на власт, да ви замати за да обстане на власт, бидејќи народ не ќе да гласа за радикалци, за маргинални групи и за оние што сакаат војна. Народ сака да си гласа за оној што ќе му обезбеди паричка и мир. Затоа Доналд Трамп треба да се врати и ако се врати ќе биде добро за сите нас. А оваа промена што следи во Македонија само може да се надоврзе во следниве години ако оваа воено-хушкачка власт во Соединетите Американски држави обстане. Благодарам за вашето внимание, драги мои. Ова беше Кво Вади, се слушаме и гледаме идната недела. Мина не ќе повторно у кадар.